Како што најави вечерва во студиото е министрот за внатрешни работи Оливер Спасовски. Добре дојдовте. Благодарам, добре најдов и благодарам на поканата. Има голем интерес за вашето гостување со оглед на тоа што ја ставивме најавата и на социјалните мрежи. Овој куп што го гледате пред мене се прашања од граѓаните со кои што ќе одиме и во текот на емисијата по темите кои јас ги имам одделено и секако во вториот дел од ова интервју ќе им посветиме внимание затоа што навистина имаат интерес од разни области, било да се човекови права, сообраќај, прекршување, тендери, политика и слично. Тоа е добар знак. Значи демократијата во Република Македонија добива на квалитет и на интензитет. Отвореноста на институциите, пред се мислам дека отвореноста на Министерството за внатрешни работи е клучната алка во партнерството помеѓу граѓаните и Министерството за внатрешни работи. Од друга страна имате и поплаки и тука во прашањата. Да, но тоа е нормална работа. Тоа е една институција која што беше табу тема за јавноста, недопирлива, никој не можеше со нив да се разговара и така натаму. Ние како раководство на МВР сакаме се да бидеме транспарентни, да бидеме отворени, да разговараме со сите и да побараме поддршка од граѓаните, бидејќи безбедноста сама по себе не значи активност на Министерството само, туку активност на сите нас, општествена одговорност према граѓаните, према сопствената држава, према имотот, према животот на луѓето и така натаму. Сето тоа еден мозаик склопува кој што значи безбедност на Република Македонија и тоа не е клучната. Имате можност да им одговорите. Еве ќе почнем со последното, протестите пред домовите на пратениците. Јас ги разбирам, кога разговарав со нив и ги канев да дојдат во други емисии во ова студио, велеа дека не е време да се говори можеби од нивна страна, затоа што претпоставувам дека се грижат и за безбедност на нивните семејства и слично. Од друга страна, лидерот на СДСМ и премиер Заев кажа дека тој лично ќе се погрижи за безбедноста на нивните деца, што опозицијата, односно Мицковски, кажа дека се манипулира сега со децата и за политички цели. Како полиција, дали вие гарантирате безбедност на вашите условно пратеници и не е прв пат да се протестира пред нечиј дом? Прво сакам да кажам дека демократијата подразбира и право на протест. И тука апсолутно мислам дека никој, ниту во владата, ниту во граѓаните нема поинаков став во однос на тоа дека треба да се изразува тој протест. Дали треба да се изразува протест пред домовите на пратениците, тоа е веќе второ прашање кое што сериозно треба да се дебатира, бидејќи вие можете да изразувате протест против владата, пред собрание на Република Македонија, пред одредена институција и тоа е сосема легитимно. Меѓутоа, протестирањето пред домот на било кој пратеник во Република Македонија, тоа не се случувало. Порано имаше во моменти кога исто така ВМРО ДПМН беше на власт, се сеќавате на преминувањето на одредени пратеници од ВМРО ДПМН во една нова политичка партија ВМРО македонска и така натаму. И тоа беше многу лоша слика за гледање во јавноста, каде што членови на ВМРО протестира пред домовите на исто така на членови на ВМРО ДПМН, им палеа свеќи и така натаму и така натаму. Да ве потсетам, создавањето на несигурност кај било кого при протестирањето, затоа што овие протести кај дел од пратениците можеби биле и мирни, меѓутоа кај најголем дел од нив се појавуваат елементи на насилство и не само на омаловажување, на навреди и така натаму кои што ги упатуваат, туку сериозно на насилство. Зошто? Заради тоа што предизвикува страв и загрозеност и кај пратеникот и кај неговото семејство. Второ, пратениците не се изолирани сами како куќи, како станови, туку тоа е пред еден поширок аудиториум, пред нивните соседи и сето тоа апсолутно не е демократски и во тие рамки ние преземаме соодветни мерки. Полицијата не само што ги штити пратениците, полицијата е должна да ги штити сите граѓани на Република Македонија, впрочем како за секој настан. А вие сте сведоци дека во главниот град на Република Македонија имаме најмногу настани и тука навистина треба да се обезбедуваат сите овие настани за да не добие. Само да ве потсетам, во мај 2016 бевте исто министер за внатрешни работи, на 12 мај се случуваа протести во близина на домот на тогашниот премиер, можеби не беше Груевски или лидерот на ВМРО ДПМН.
И не еднаш протестира го Бојан ликот луѓето од Чарената револуција, па ја прочитав и вестот тогаш пред домот на поранешниот премиер зборуваше Сања Лукаревска, таа е сега директор на УЈП, која рече дека повеќе од 630.000 млади образовани прогресивни се иселели и слично. Имаше и видеа од фарбањето и се, и тогаш бевте министер за внатрешни работи. Значи и тогаш не протестираат, зборувам, само луѓе од ВМРО ДПМН, условно кажано пред оние на СДСМ домови се протестирало, условно кажано и од другата страна. Прво, значи, и во протестите кои што беа во 2016 година, кога и јас сум бил министер во таа техничка влада, полицијата постапувала соодветно и тогаш и сега. Тогаш Никола Груевски бил лице под обезбедување како поранешен премиер, меѓутоа не и актуелен премиер, не пратеник во Собранието на Република Македонија, меѓутоа полицијата преземала сериозни мерки на обезбедувањето на неговиот дом. Тоа е првата работа. Второ, каде е разликата? Ви имате сега една група на изманипулирани поддржувачи, јас би рекол луѓе кои што имаат насилничко настроено однесување кон одредени поединци. Вие уапсите некој за насилство, детектиравте насилство, приведовте некој за насилство, како одговара? Таму пред домовите на пратениците и кај Фросина Ременска, и кај пратеникот во Прилеп, и кај пратеникот во Велес, се извикуваат пароли со кои што се повикува на нивен линч, на убиство, на нивните семејства, разни навреди, на етничка основа и така натаму. Сето тоа е сосема различно од тоа што вие го цитирате сега, што кажал Не сакам да кажам, ваши партиски луѓе протестирале пред дом на некој од ВМРО ДПМН, сега таа протестирале луѓе, сите што учествувале во тие протести, јутоа како говор, ние сме говореле во тој момент, односно говореле представниците кои што говореле дека се иселиле 600.000 граѓани од Република Македонија. Тоа е факт, заради владењето на Груевски на ВМРО ДПМН. Толку граѓани напуштиле Република Македонија. Сакате да кажете, во тоа време немало говорна образа, сега има. Само да ве прашам, за многу работи кои што беа општествен интерес. Затоа што имам многу прашања. Имам прашање од гледаш. Зарем не е конфликт на интереси семејната врска помеѓу Фросина Ременски, член на Комисијата за надзор врз работата на УБК, и незиниот сопруг кој е начелник на оделението за борба против тероризам? Ова го прашувам затоа што и самата Ременски кажа дека не се плаши затоа што има двајца полицајци дома, едниот е Рекс, а другиот е сопругот кој работи во полиција. Видите, нема тука судир на интереси. Фросина Ременска има позиција која што врз основа на позицијата пратеник членува во соодветни комисии, сега и потпредседател на собранието. Незиниот сопруг е повеќе од 25 години во Министерство за внатрешни работи. Најголемиот дел го посветува на работењето во управата за безбедност и контраразузнавање. И едноставно, едната со друга работа апсолутно не може да биде поврзана, ниту да има некаков конфликт на интереси кој што ќе создава непринципијално функционирање на управата. Тој не е директор, тој е помошник, раководи со еден од одделите во со одделите, меѓутоа како и да е, сето тоа е постапување кое што може во низини раце да дојде нешто што е во однос на надзорот, од однос на УБК, и тогаш што би требало таа да се изземе, затоа што сепак не е неможно да дојде до конфликт на интерес. Надзорот кој што се прави во системот на следењето на комуникации. Незиниот сопруг не го раководи оддел за систем на следење на комуникации, тоа е позната пета управа, и врз основа на сите принципи, односно правилници кои што се на работење во Министерство за внатрешни работи, а соодветно на тоа и овластувањата кои што ги имаат комисиите за вршење на надзор, сосема така се постапува, без разлика кој во која позиција се наоѓа одреден. За незиниот сопруг има уште едно прашање веќе кога сме тука, и нагласувам дека е од гледач прашањето, го има и на нашиот вебсайт. Каква е врската на сопругот на Ременски со случајот Сопот, и сведокот се жалеше на тортура во тој случај затоа што бил на функција во петата управа, сектор 7 или секторот за следење и прислушкување во тоа време? За Сопот имаме и посебен дел од прашањето. Видете, тоа што е за Сопот како предмет го работи специјалното јавно обвинителство. Делот кој што се однесува на повлекувањето на обвиненијата против одредени лица, ние за тоа сме запознаени како јавност. Што понатаму ќе превземе специјалното јавно обвинителство во тој дел, апсолутно е работа на специјалното јавно обвинителство. Ние ќе обезбедиме логистика и поддршка во истражувањето на било кој процес кој што ќе го покрене било кој обвинител, и точно во однос на ова прашање јас апсолутно
Не знам дали учествувал некој, па и Ременски во тој дел на Сопот, меѓутоа кои да се информациите, тие ќе бидат соопштени на јавноста благовремено во моменти кога ќе бидат превземени било кои действија. Со оглед на тоа што го начнавме прашањето за Сопот, тоа се случи, вие сте од Куманово и сигурно сум дека ги знаете настаните што се случува таму. Не бевте во МВР, не бевте на функција, не знам со што раководевте, дали со општински тогаш на СДСМ, бевте активен, да речеме, во партијата. Не се тоа не е важно сега за случајот, меѓутоа е важно вашата позиција сега. Во тоа време беше министер за внатрешни работи Хари Костов. На јавната безбедност, мислам дека беше Бојчевски, не ме фаќате за збор, на УБК беше Зоран Верушевски, тој е сега советник на премиерот за безбедност. И се случи Сопот. Дали вие, со оглед на тоа што рековте дека тоа го работи СЈО, имате барање од СЈО или ќе спроведете истрага кој ги издавал наредбите и како тие луѓе биле уапсени со оглед на завршните зборови кои што ги поднесе и СЈО, и ова го има и на нивниот вебсајт, сигурно сте ги видели и прочитали, например. Ова се потврдува од извештај од наблюдување и документирање на 26.5.2003 година, во која е наведено дека лицето Рамадан Байрами бил наблюдуван од 19.5.2003 до 23.5.2002 година. Бил приведен од страна на припадниците од МВР. Фактот дека приведувањето и задржувањето на сведокот било незаконски се потврдува и од изведените докази, и тоа книга за дневни настани на МВР, СВР Куманово, уписникот од МВР и слично. И како било приведено и задржано лицето на нанапред наведеното, се дополнува и решението за предување на мерка притвор. Тоа е само еден случај. Исто така, се упатил кон полициската станица во Куманово да обезбеди извод за своето дете и пред трафиката, каде што отишол да купи барање за извод од непознати лица, за кои позната дознал дека биле полициски службеници, бил удиран, му ги ставиле раците зад грб, го носеле 2 часа во непозната локација. Потоа се цитираат вербални докази, искази на сведоци, припадници на УБК, дадени на главен претрес и слично. Значи, за цело ова време фокусот е ставен во полицијата. Некој од полицијата сакал тие луѓе да ги стави во затвор, за кои пошто потоа се докажува ослободителна пресуда. Ова е пресериозен настан за да не се занимавате со него. Јас и на почетокот ви кажав и во однос на воведот на ова прашање, дека тој предмет кој што го води специјалното јавно обвинителство, сигурно дека во постапките и до сега сите документи, материјали кои што биле побарани не само за специјалното обвинителство, ние впрочем тоа имаме обврска и го правиме за секој јавен обвинител во Република Македонија, се оттапени. Дали најдовте нешто, некаква поврзаност? Доколку имаме било какво барање ново, кое што ќе значи водење на дополнителни истрага, обезбедување на материјали и така натаму, ние сме отворени како министерство да помогнеме до крај во секоја истрага која што пред се ќе расчисти одреден настан, а од друга страна ќе даде допринос во враќање на довербата на граѓаните. Дали овие лица што ги наведов, министерот за внатрешни работи, Хари Костов беше тогаш на УБК, Зоран Верушевски, дали се поврзуваат со конкретните настани забележани тука? Па видите, јас тоа не можам, дали до сега ме верувате таков момент? Кој е издал наредбата за нивно приведување? Значи, јас во овој момент не можам да судам во однос на тоа што било направено и како било направено. Заради тоа што оперативните акции не ги водат министрите, ниту ги водат овластените лица кои што се во органите. Меѓутоа, затоа реков, ако се продолжи со истрагата, ако било што било побарано од нас, ние сме подготвени да помогнеме до крај да се расчисти секој случај во Република Македонија, што ќе помогне во враќање на довербата на Министерството за внатрешни работи. Не би послушале политички влијани ако се дојде на вистина до некој поранешен функционер од СДСМ во тој период, како лица што јас ги наведувам дека биле на функција, да речеме, ако некој од нив издал таква наредба, ако се стигне до министер или до директор на УБК и слично? Сакам да знаете дека ова влада има политичка волја пред се премиерот на владата Зоран Заев да сите настани бидат расчистени, секоја постапка што ќе се води да не биде пристрасна и да биде транспарентна, и сето тоа ќе допринесе Република Македонија да направи еден вистински ишчекор кон градење на демократски капацитети на институциите. Значи ли дека нема да дозволите политичко влијание и никого нема да штитите? Апсолутно, јас тоа го тврдам одговорно дека нема апсолутно зошто да штитиме било кој поединец кој што одработал противно на законот, меѓутоа за тоа треба да се водат истраги, да се докажат тие работи кои што се стават на товар, и јас очекувам дека ако се отвори било каква постапка, ние најтранспарентно и најпосветено ќе работиме на било кој случај кој што
ќе ја подобри улогата на Министерството за внатрешни работи. Министри, има и други проблеми во државата од кои е засегната безбедноста. Миомир Серафиновиќ ве направи една ретроспектива низ настаните од последните месеци, па да видиме што се случуваше во Македонија, што е решено, а што всушност и не е решено од сите тие случаи. Од 1 јуни лани до денес, политичкиот мандат на министерот Спасовски го одбележа и реформи и крвави настани. Но главен проблем во МВР беа оставените опашки и стапици од претходната власт, оценува поранешен началник на криминалистика. Во Министерството е една состојба која што малте не беше раскримкана, политизирана до максимум. И сега вие треба да покрените мртовец. Знаете, значи, но тоа е многу тешко кога треба да покрените мртовец. И ова што досега е направено, јас го ценам и секој пат го истакнувам како многу позитивно направено. Значи, се оди да се промена законските прописи кои што се пречка па за одредени реформи. Луѓето ги паметат крвавите сцени. Од убиството на Мартин Јанушев среде аеродром, осомничен иманото е во бегство, од серијата подметнати пожари во автомобили, од големиот број на разбојништва. Перцепцијата оди во спротивна насока од статистиката на МВР, која пак покажува надолен тренд во криминалитетот. Сите зборуваме за несоодветна кадровска политика водена години наназад во Министерството за внатрешни работи, што е одраз денеска ние во криминалистичка полиција да имаме најмалку криминалисти. Односно колеги дипломирани на факултетот за безбедност или на другиве факултети каде што основен предмет е криминалистиката и кривично-правните предмети, што е најбитното за еден добар истражител. Ние денеска во таа служба имаме физкултурци, шумари, земјоделци и така натака, али немаме она што на полицијата и е потребно и затоа резултатите се такви какви што се. Како пример како се креира перцепцијата во јавноста за криминалните активности, Ључевски го издвои крвавиот грабеж во кисела вода. Имавме сознание дека се сторуваат повеќе напади на спортски кладилници, на менувачници, на банки и така натака, и според описот кој што го дава оштетените секој па стануваше збор за приближно една те иста група. По настанот во кисела вода, каде што нели собственикот на менувачницата ги штитејќи си го собствениот имот употреби огнено оружје и заврши катастрофално таа употреба, нели со двајца мртви на лице место, тие кривични дела некако како да опадна во квантитет. Ѓурчевски, кој своевремено беше и началник на СВР Куманово, од каде е актуелниот министер Спасовски, на министерот му порачува дека треба успешна кадровска политика, брзи реформи за деполитизација на МВР, но и издвојување на тајната служба УВК од МВР. Сега, повикувајќи се на закон за внатрешни работи, и тајните агенти, припадниците на УБК, имаат можност да користат полициски овластувања, нешто што не е соодветно за западните демократии. Затоа ние многу експерти уште тогаш заземавме став дека нас ни се потребни едни подлабоки реформи во делот на Управата за безбедност и контраразузнавање, дури и одевме и со размислување дека таа треба да биде позиционирана надвор од Министерството за внатрешни работи како засебна агенција за контраразузнавање. Се со цел на таа институција да и се одземат полициските овластувања. Значи, таа служба не може да врши, согласно законот за полиција, не може да врши полициски овластувања, да приведува, да задржува, да сослушува, да поднесуваат кривични пријави и така натака и така натака. И тоа беше целта на реформата. И мислам дека тука работите застана. До ден денес секогаш го застапувам ставот дека следењето како односно примената на специјалните истражни мерки се во надлежност на јавното обвинителство и сите целокупната таа техника треба да биде позиционирана во обвинителството, а да се корисници истражителите кои што обвинителството ги регрутираат од финансиската полиција, од царинската управа, од полицијата и така натака и така натака. Колку и да се оценува досегашниот труд на министерот, два случаи последниот месец дадоа тешки тонови и мрачни бои на борбата со криминалот. Првата беше апсењето на советник од кабинетот на Спасовски, затоа што го пробил системот на заштита на сведоци. Шпекулациите се движеа од контрола на кеш операции до суди на партиско-владини крила. Вториот случај беше пајакот на Бечо. МВР објави соопштение во кое наведува дека полицајката, која сакала да го тргне непрописно паркираниот автомобил на функционерот на ДУИ Беки Расани, сама се удрила во пајак возило, додека се повлекувала поради агресивни вербални напади. Истрагата за тој случај уште трае. Во рацете на обвинителството е, вели Ѓурчевски. Но мора да се открие
Зошто не е уапсен насилникот на лице место? На лице место стигнале додатно полициски службеници кои што му дозволиле на лицето осумничено дека дали сторило или не сторило нешто да го напуштит лице местото да не биде приведено. Тоа се процедури во министерството. Значи тоа лице затекнато тука на лице место каде што се одиграл кривично правен настан, биле должни да го приведат во полициска станица и тамо да се равчистува дали имало вина или немало вина, има кој да утврдува. Значи јас не преадуцирам никаква вина на никого. И затоа кажувам дека министерот требаше само да каже дека целиот случај е предаден на јавното обвинителство како надлежно. Спасовски постојано, не само за овој случај, успешно одговараше на новинарски прашања. Во негов стил, без да даде одговор. Ние во однос на тој случај соопштивме се што имаме да соопштиме. Гледате дека апсолутно ништо не се крие, беше поднесена целокупната документација до јавното обвинителство. Јавното обвинителство на Република Македонија постапува и сите информации кои што се однесуваат на случајот ги имате таму во јавното обвинителство. Вие гледавте снимката, може да ни кажете што бидејќи еве на јавноста не се дозволи да се дзирне. Тие податци ќе ги добиете од јавниот обвинител. Гледавте снимката и што може ли да ни кажете што се гледа, дали е точна таа приказна или не е точна таа приказна што се официјално што се промовира. Значи сите информации и податоци се што е достапно за МВР, доставено до јавното обвинителство. Спасовски во мандатот постојано најавува дека државата треба да се грижи за полицијата. Гесло му стана дека мотивирана и опремена полиција значи сигурни граѓани. Се купува и опрема, иако последниот случај, кога МВР купи возила за гранична полиција со чешки пари од компанија од Куманово, ги отворија сомнежите за исправноста и моралот во таа јавна набавка. МВР ги врати позорникарите на улица во некои градови и се обидува да ги распореди полицајците по градовите каде има потреба. Посетува полициски станици, се соочува со реалноста на старите објекти. Но сепак, реновирањето е помал предизвик од реформите кои треба да ја ослободат и професионализираат полицијата. Ете, министре, заедно ги изгледавме сите овие случувања околу вас или Министерството за внатрешни работи. Да не должам многу, еден од последните настани е приведувањето на човек од вашиот кабинет, функционер на некој начин во МВР, кој што бил ваш близок соработник, така го нарекоа медиумите, кој што и самото министерство даде образложение дека ги злоупотребил службената положба и овластувањата, му открил на лице кое е под ПИ-мерка дека го прислушкуваат неговиот телефон, го предупредил на некој начин. Се работи нели за наведува медиумите некоја докторка во клиничкиот центар. Меѓутоа ме интересира дали тој човек кој беше приведен или советник имал податок дека има ПИ-мерки, како имал податок дека постојат ПИ-мерки, дали во неговата опис и попис на работа дека тој треба да знае кои се има ПИ-мерки, против кои се прави тоа. Еве, само на почетокот констатацијата, значи и од прилогот кој што е, апсолутно мислам дека 11 години има систематско рушење на системот во државата, пред се на системот во Министерството. Само да ви кажам, работи. значи колку прашања имаме. Ако вие почнете со 11 години што правеле ВМРО ДПМН, нема да стигнеме што правите вие сега. Значи јас пак ве прашам дали тоа лице по опис и попис на работа стои дека треба да ги знае ПИ-мерките против кои лице се. Како воопшто дознало дека има ПИ-мерки? Значи, јас ќе ви одговорам и на тоа прашање и мислам дека треба да оставите простор да одговорам на тоа што да, сметам вие дека политички треба ми да... одговарате. Ве прашувам како министер за внатрешни работи. Како министер за внатрешни работи ви одговарам, нека политички. Значи, јас дојдов на 1 јуни таму и затекнав состојба во која што ја затекнав комплетно со 30 милиони евра долг, со крајно партизирано и крајно депрофесионализирано Министерство за внатрешни работи. Само толку сакам на почетокот да кажам и да потврдам дел од работите кои што беа кажани во однос на функционирањето на Министерството за внатрешни работи. Во однос на конкретното прашање што се работи за конкретниот случај на приведување на советник од мојот кабинет. Тоа покажува дека апсолутно во ниту еден момент не може да стане збор дека ќе има било кој заштита во Министерството за внатрешни работи, дека може некој да влие на одлуките и дека секој што прави било каква нелегална активност ќе биде санкциониран. Овој предмет е предаден во основното јавно обвинителство, за него се водат постапки, вработени од врзосно на акти и поведување на постапка е суспендирано од работното место и понатаму трае истрагата во однос на тоа дали и како дошол до
одредена дали информација. тој може да и треба да ги знае информациите Не. против кои се има Значи тој не може во ниту еден случај и не треба да ги знае, заради тоа што и јас не треба да ги знам, ниту ги знам. Како ги дознал? Значи тоа ќе го покаже истрагата. Мене тоа ми е целта, да видиме како ги дознал, кој му ги дал, ако му ги дал, може да биде дадена информацијата од 3 места. Од Министерство за внатрешни работи, од јавното обвинителство и од судот. Сите тие кои што учествувале во таа постапка. Истрагата нека докаже, и јас затоа сакам, и во првото моје обраќање кажав во однос на овој случај, дека апсолутно стоиме на располагање за сите елементи во однос на помошта на јавното обвинителство, да се истражи до крајот случајот, да се потврди или да се отфрли она што е наведено во пријавата, и како и да е. Клучната порака до секого е дека нема толеранција да има за ниту еден функционер, носител на одредена позиција, дел од луѓето кои што работат во МВР тимовите. спроведува истрага кои се лица и како стигнал до информацијата против кои се има примерки? Значи води јавното обвинителство истрага, а внатре работи и внатрешна контрола во однос на овој систем. Исто така во согласно со јавното обвинителство. Акции во кои што има примерки се загрозени, затоа што ова ако ви е пробиена, имам чувство дека е можно дека и други ваши соработници блиски или овој близок соработник имал и други такви информации. Нема загрозеност на значи само ова, мислите дека инцидентно се случила? Да. Вие знаевте за тие примерки? Не. Дали ова значи дека оперативни информации во вашето министерство истекуваат? Факт е дека истекуваат. Оперативни информации од Министерство за внатрешни работи истекувале со години назад. Прашањето е дали ние ќе се спротивставиме и ќе поставиме систем кој што систем ќе функционира и ќе биде во интерес и заштита на државата и на граѓаните, или ќе го оставиме системот така како што е, без да се подобрува, да се ствараат стандардни оперативни процедури кои што ќе работат, без да се превземат соодветни мерки од страна на внатрешна контрола или сега надворешниот механизам кој што го градиме, и при тоа дали ќе има одговорност на луѓе кои што допринесуваат за вакви нелегални. Колку ви беше близок овој човек? Тој беше дел од мојот кабинет, јас со него не се знаев претходно пред да бидам министер. Значи, од првиот момент кога дојдов како министер во 2015 година, беше дел од мојот кабинет, работевме заеднички во целиот овој период. Дека тој бил еден од препорачаните луѓе и за време на преговорите за широката коалиција, кога имавте право 15 луѓе да препорачате. Не, тој не е препорачан, тој е избран. И беше избран, да, значи бил толку битен што и тогаш бил препорачан во тие 15 што можат заедно со вас да влезат во МВР. Значи тој беше влезен во МВР, тој е вработен во МВР, не со мене да влезе. Тој беше дел од секторот за внатрешни работи во Скопје и на основа на проценките кои што ги имав, информациите со кои што располагав, одбрав дел од тимот кој што беше со мене. Како можете да одберете човек кој што всушност сте имале доверба во некој кој што не требало да имате доверба всушност? Па видите, тоа за министер за внатрешни работи е многу непријатно. Не, за секој човек е непријатно, знаете, кога имате ситуација во која што човек во кој што верувате, во еден момент кога констатирате дека ја злоупотребил можеби и довербата, однесувањето и така натаму, тоа не е ништо ново или нешто што е страно во Меѓутоа за тој човек има бекграунд дека и тој злоупотребувал и други работи, не можам да кажам дека се точни. Нема таква работа, нема, ниту се водени било какви постапки кои што можат да го докажат тоа што вие го тврдите. Дали беше партиска пресметка или пресметка во МВР, затоа што не случајно и Миомир спомна, и тоа го пишуваа медиумите, постојат струи во секоја партија, некој ако бил близок до вас, некој друг началник бил близок можеби до друг партиски функционер, битката за превласт довела до тоа да тој биде на некој начин можеби и наместен за да биде тргнат и да не загрози нечија позиција. Значи, апсолутно овде не може да стане збор и ги отфрлам сите тие тврдења, шпекулации кои што излегуваат во јавноста, ниту е пресметка внатре полициска, односно на колеги од полицијата, ниту е пресметка од политиката, заради тоа што апсолутно не дозволувам во тој дел на мешање на политиката, не можел да загрози ниту една позиција, бидејќи тој бил на позицијата советник во кабинетот на министерот. Без разлика, сите мои соработници кои што јас сум ги одбрал, сум им дал доверба да работат во функција на Министерство за внатрешни работи, во интерес на граѓаните, да ги почитуваат законите. Сите кои што ги почитуваат законите од првиот ден кажа дека ќе имаат мојата подршка. Секој еден кој што во било кој момент
ќе постапува поинаку, ќе носи одговорност и ова е Ова со класичен пример. партиските препукувања ве прашувам затоа што освен неговото име не се слушна за ниту еден службеник поврзан со истекот на информации за ПИ мерки дека е разрешен, суспендиран, под истрага и слично. Остана на него. Ако била целта тој. Значи не е проширена истрагата, барем јавноста не знае за такво нешто. Колку лица се наоѓаат под истрага? Против кои се превземени мерки зашто излегла таа информација од местото кај што требало да биде Сакам да ви кажам зачувана? дека истрагата прво по закон е тајна и втора работа истрагата која ги правиме преку медиуми тоа не е истрага. Јас ви кажав дека работи и внатрешна контрола, работи и обвинителство на целиот случај и нашата цел е да дојдеме до човекот кој што апсолутно можел да издаде информацијата. Она што исто така беше споменато во прилогот и денови беше во фокусот беа шкодите што ги набавивте во Министерството за внатрешни работи. Потрошени се околу 40 шкоди, беа платени со 1 000 евра. Во просек би дошло дека една шкода чини 25.000 евра. Јас сум жена, не сум многу некој љубител на гледање на цени или автомобили, гледам да бидам практично, меѓутоа еве малце гледав, оној официјалниот дистрибутер и продавач на шкоди во Скопје, на пример некоја Шкода Суперб или Шкода која има одлични перформанси, целосна опрема и слично, најскапата беше 26.220.000, зборам за тој основен модел, меѓутоа со целокупната опрема 2,0 т.д. и не се разбирам ни јас, за до луксузните модели на джипот кои беа, не знам, 40.000 евра. Зошто прво е одбрана оваа фирма затоа што Делукс од Куманово, ако одиме и испребаруваме, не е официјалниот продавач на овие автомобили во Македонија. Благодарам право за ова прашање. Навистина, оваа постапка која што е спроведена во Министерството за внатрешни работи е спроведена врз основа на закон. Ние добивме донации од чешката влада неколку пати. Првиот пат се доби донација од 740.000 евра, сега е добиена донација од 1 милион евра за набавка на возила. И вие тоа сте го решиле со член 7 за итна набавка на опрема за граничната полиција и тоа е во ред законски. Ние сме го решиле, значи, врз основа на законските прописи, по два основи, дека имаме итна потреба за граничната полиција, што е факт, бидејќи навистина немавме возила, и второ, заради тоа што реализацијата на договорот со чешката влада беше дека мора да ги употребиме парите до октомври месец. Тоа е делот И колку понуди имавте, освен Делукс, значи, и покрај ваквата набавка, повторно треба да имате барем 3 понуди? Имаше доставени 4 фирми понуди, и понатаму е правена евалуацијата која што е. Набавени се 45 возила, а не се набавени 40. Добро, 45. Цената е некаде 22.200 евра по парче. Тоа се возила кои што имаат исклучително високи перформанси и потреби за полицијата какви што одговараат. Значи, сите се со 4x4 погон. Имаат опрема која што дозволува, значи има 2000 метри кубни јачина на моторот. Имаме 4 години гаранција и 4 години одржување на тие возила. Тоа го има и предходните, ми се чини, затоа што правевме за други возила во МВР истражување. Значи, 4 години гаранција и 4 години сервисирање и обезбедување на летни и на зимски гуми за возилата, исто така. Колку попуст ви даде фирмата Делукс од Куманово на набавка на 45 возила? Оти јас да идам да купам кола утре во салон, ќе ми дадат и на една кола попуст. На 45 колку беше попустот? Ќе ви ги дадам споредбите кои што се на набавката претходно и сега, и ќе ги видиме точно, меѓутоа документите кажуваат се комплетно. Секој што се заинтересира може да ги добие документите, да ги погледа, да изврши увид и така натаму во однос на оваа постапка. Значи 22.200 по возила. За 740.000 евра набавката која што е претходно направена, се набавени 25 возила. Или по парче од возило 29.600 евра. Тоа беше во тој момент кога извршена набавката во 2016 година, со 2 години гаранција и со 2 години сервисирање, без летни гуми, односно летни и зимски гуми, како што е тоа до сега. Разликата по возило е околу 7.000 евра од тогаш до сега. Меѓутоа, колку е попустот, тоа стои во документацијата, во однос на преговарањата кои што биле
направени и апсолутно ова е најповолната понуда која што може да биде добиена Зошто за Министерството токму за Делукс од напредување. Куманово? Ајде, Затоа, вие сте од веројатно- Куманово, нема тука паралела да влечеме од тие по Кумановска линија, меѓутоа факта имаше написи дека е финансиер на СДСМ. Неофицијално се користени превози од оваа фирма за време на избори и за разни политички потреби. Значи, цело време фирмата ја поврзуваат со вашата партија. Шкоди набави и СДСМ, вие кој бевте генерален секретар, не можам да најдам документ во моментов, додека го спремав ова интервју, дали е од Делукс, од Куманово набавена. Меѓутоа, кога знаете, морално, законски е, сте го примениле член 7, дека може вака новинар сега да ве прашува зошто токму таа фирма, зошто од Куманово, има ли непотизам поврзана е со вас, своевремено факт е дека оваа фирма беше многу казнувана од претходната влада и беше во немилост во смисла на казни и слично. Зошто да се доведете во ситуација да објаснувате сега дали е по Кумановска линија или не? Не, јас можам да објаснам заради тоа што пред се совеста ми е чиста и тоа што е направено е врз основа на закон и на најповолна понуда. Зошто има добиена оваа фирма? Затоа што дава најповолна понуда која што била побарана во тој момент. Дали таа фирма е од Куманово, дали е некој од Скопје? Ги познавате? Повеќе или помалку, па од Куманово е човекот, го знам него, исто како што го знам и директорот во Порше. Сте соработувале И со едниот претходно, и со сте другиот купувале можам автомобили од него како генерален секретар на СДСМ, да речем. Социјалдемократскиот сојуз купи возила во 2014 Так. година, мислам дека беше. Исто така прибирање на понуди, повеќе и така натаму. И тогаш беше Делукс најповолно. Имавме 40 Шкоди Фелици стари кои што беа. Тие Шкоди Фелици ни беа и уште неколку други возила кои што беа, ни беа во планот да направиме замена старо за ново. Прифати таква понуда, добивме најпомална понуда и Делукс? во тој момент, да. Од Делукс пак. И, СДСМ купи преку- коли и од Делукс да, тогаш. И преку Комерцијална банка, преку кредит се исплатени. Не тие јас возила спорам веднаш. набавката на СДСМ, Инаку- меѓутоа ја поврзувам инаку- работата дека веќе ви е инаку позната никогаш- фирмата. Инаку, да, мене ми се познати сите фирми кои што продаваат возила. Тоа не значи дека јас треба да барам фирма од Србија сега или од Бугарија, Албанија, кои што не ги познавам. Не, апсолутно, Македонија е меѓутоа, толку мала знаете држава како е во во која што сите Македонија. се знаеме. Да, па ние можеме за се ова што го правиме, значи да имаме соодветна приказна. Знаете, ако ме видите со директорот на Порше, онда треба да ги исклучиме во набавките кои што идат таму. Клучната работа е дали набавките се спроведуваат законски и дали се добиваат најповолните понуди во смисла на цени на одржување на возилата, заради тоа што тоа е најважно. Мене ми е важно како ќе се трошат парите, не само парите кои што ги имаме од донациите, туку како ќе ги трошиме и парите кои што ги добиваме од буџетот на Република Македонија и како и на кој основ ќе ги употребиме за подобрување на условите на Знаете на како е во полицајците. Македонија, неофицијално кога ги истражуваме овие тендери, се договараат понудите. Уште 3 фирми ќе дадат понуди за да има понуди, а ќе се одбере таа што се сака да се одбере. Јас не можам во моментов да докажам дека е така, меѓутоа го работиме случајот, ќе видиме што се случувало околува и да ја утврдиме итноста. Дали со по член 7 што друго сте набавили? Дали вода набавивте во МВР по член 7? Што друго сте набавиле како итно по член 7? Не зборувам за чизми и опрема што е навистина неопходна, зборувам за еве како за Шкодите. Велите Јас во мора овој да се момент не набави. можам да ви кажам што све е набавено по член 7. Значи за тоа може да се Можам со пристапна Повер- информација да апсолутно побарам податоци да ви дадеме во целиот период, значи до сега, што е набавувано, кога е Но набавувано, зошто е набавувано, по кој член и така. Беки Расани е тема која што не остана, значи на вистина за жал се прошири затоа што Беки Расани е лик кој што ја вознемири јавноста со настанот со пајакот и полицајката, а потоа и со нашиот колега Насер Селмани кој каде што ние и протестиравме заради заканите што беа упатени од овој функционер на ДОИ. Настанот го опише и Миомир, разборувавме за него. Откако се случи тоа? Значи, прашањето клучно беше и вие, еве, кажете ми, и можете ли да ја уверите јавноста дали Бекир Асани ја нападнал или не ја нападнал полицајката, дали се удрила од пајакот и како тоа го утврдивте? Значи овој случај предизвикува внимание во јавноста и тоа со право предизвикува внимание, заради тоа што сме имали и други ситуации во кои што истиот поединец учествувал во одредени напади на новинари, на други лица и така натаму. Меѓутоа тоа е нешто што создава револт кај јавноста и реков со право дека тоа е создадено. Во однос на конкретниот случај кој што е, сакам да ве известам дека настанот во моментот кога се случува, веднаш после тоа, вез основа на сите пишани документи кои што ги имаме, службени белешки и така натаму изјави, се утврдува дека таму имало само вербални
закани, навреди и така натаму, и врз основа на тоа е поднесена веднаш пријавата за омаловажување. Во исто Дали време, тоа го покажува комуникацијата од радиоврските и видеата? Зошто на јавноста не покажете видео што прави Бекир Асани? значи, За да јавноста точно знае дека Бекир Асани само се заканува. во исто време, гласно разговара. Во исто време ние доставуваме комплетна документација кога го известуваме обвинител и до основното јавно обвинителство. Внатрешната контрола подготвува извештај комплетен и тој е доставен до основното јавно обвинителство. Значи, веднаш во истиот момент е известен јавниот обвинител и му се дадени сите материјали и докази на постапување. Апсолутно. Зошто јавноста не може да ја види снимката? Можда ќе може да ја види снимката ако тоа го дозволи јавниот обвинител. Вие треба Зборувам да дека некогаш јавноста, значи јас се и кога мене се обидува некој да ми каже дека ќе ме тужи за некоја работа што јавно ја изложувам, велам интересот на јавноста е поголем од вашата закана. Значи интересот на јавноста во случајов е многу поголем од тоа да вие сега тератате постапка, дека тоа е значи доказ во поедна постапка што ја води обвинителството, зошто едноставно јавноста да не ја види таа Па снимка? видите, ако не тераме постапка, вашето прашање ќе биде зошто не терате постапка. Не велам да не Ако ја- терате. ако ја тераме постапката, таа снимка може да се види како и други снимки што да, меѓутоа, излегуваат ако во јавност. законодавецот го смени членот од Закон за кривична постапка во која што вели дека ваквите истраги се тајна, ние ќе можеме тогаш да и кај вас на емисија и кај другите новинари така да ги таа истрага е тајна? Доказите, секоја истрага е тајна, не само Значи таа. сега за да не ја Кривичната истрага- потврдите тајноста на постапката, вие не би дале ние ваква не снимка. можеме тоа да го Како направиме, МВР, затоа бидејќи што- има безбедносни камери таму. Се што има, значи, е предадено во јавното обвинителство и ние не можеме повеќе да откриваме делови од истрагата, затоа што тој предмет или како секој друг предмет ги води јавното Се обвинителство. сеќавам дека предмет на јавното обвинителство, иако паралелата не е иста, беше и настаните од 27 камерите кои покажуваа како маскирани лица одат на кај собрание или како пратениците ги отвараат вратите. И Па вие тоа тие- беше во постапка. Да, тоа беше во постапка и тие снимки од Зборам камерите. зашто на тој начин истиот, како што јавноста ги види тие снимки, не може да ја види и оваа снимка. А не може заради тоа што тие снимки кои што се објавени во јавноста ги пренесуваат ТВ Нова, зборам другите медиуми од Република Македонија. Јас на пример во собрание кога ме нападна и мене и премиерот и така натаму, ние на монитор гледавме директен пренос од нападот во собрание. Не, зборам од безбедносните камери, снимки до трговскиот центар зборам. Тие отидоа во јавност. Не, Сето таму она работа што- тоа новинарите што го снимаат да не оди во јавност. Значи, не не, зборувам за тоа, зборувам апсолутно. еве и за други настани кај што има безбедносни камери. Не и се. Да не се држиме само на ова. Вие ја повикавте полицајката кај вас или отидовте кај Незе, сега се видовте со Незе. Дали мислите, дали е вообичаено да ги прашувате полицајците после настаните што се случило? Ова од два аспекта. Од една страна може да речеме дека и хуман аспект сте сакале да ја видите и да разговарате, од друга страна не знам колку често ве видела претходно, дали воопшто сте се гледали, дали сте ја викале, дали сте соработувале? Претходно. Дали претходно сте се гледале со Не, Незе? апсолутно. Значи, Одам од аспект на тоа дека кога ќе ја викне шефот, не знам колку е лагодно и колку таа всушност ќе ја зборува вистината или не, колку ќе биде уплашена или слободна да разговара со вас. сакам прво да ги потврдам фактите кои што се. Значи, настанот се случува, се расчистува, саат време после настанот, се даваат сите материјали и до јавното обвинителство и до се поднесува пријавата. Настанот, односно повикувањето, разговорот со полицајката е утре дента. Кај мене, за кој што разговаравме, апсолутно ја сметам дека како одговорен човек, пред се како сопруг, како татко, и како раководител во Министерство за внатрешни работи, треба да поразговарам кога се случуваат вакви немили настани. Прво да им се даде поддршка сериозна и да ги охрабриме за тоа што го прават за да го заштитат законот во Република Македонија. Гарантирате дека никој И не вие- се заканувал на полицајката Јаначкова и дека таа не од страф напишала така како што напишала во изјавата? врз основа на изјавите кои што ги даде, врз основа на службените материјали кои што ги има, врз основа на извештаите кои што се доставени до мене и врз основа на исказот кој што таа го даде, дека немало никакво физичко насилство. Можете на снимката да видите кога се удрила од пајакот? Сте ја гледале снимката, Таа сигурно снимка е во обвинителството и јас не сум ја гледал, апсолутно, заради тоа што не е моја работа. Не е работа на министер за внатрешни работи да собира докази и да ги гледа снимките, туку да се организира службата да функционира. Сето тоа е доставено во обвинителството и обвинителството треба да процесуира во даден момент ако имаме било какво кривично дело, сторување на кривично дело. Полицијата го приведе Бекир Асани веднаш по тој настан и еве господинот Ѓурчевски исто така веднаш после тој постави како настан, прашање. веднаш после тој настан Бекир Асани беше во полициската станица во Битпазар, го даде сопствениот
исказ во однос на случајот и тој материјал и таа документација исто така е доставена до јавниот обвинител. Меѓутоа Бекир Асани не остана на тоа. Насер Селмани, кој е председател на Сдруженијето на новинарите, кажа и се утврди дека тој му се заканува, тој кажа дека се заканува и неговиот брат. Уште еден случај уследи по случајот со Јаначкова. Да, значи Дали и за тоа го повикавте во станица и дали ќе се превземаат, знаете кога нешто има тек некој настан. Почнало со полицајката, продолжило со новинарот, не знаеме кај ќе заврши. Какви мерки превземате тогаш? Значи, и во однос на случајот со новинарот кој што беше, тој случај е пријавен во полициска станица, веднаш е земен во работење, известен е јавниот обвинител, отворена е постапката и сите насоки кои што беа јавниот обвинител беа преземени. Вие цело време велите да, јавното обвинителство е префрлите топката, отворена е постапката. Ние се чувствуваме небезбедни. Насер Селмани се чувствува небезбеден. Тој тоа го кажа. Небезбедно и неговото семејство. Вие може до утре да ми кажувате дека јавното обвинителство ова ќе направи, па ќе чекаме јавното обвинителство. Меѓутоа, фактички, какви мерки конкретни превземате за заштита на луѓето? Ако Бекир Асани прво имал инцидент со полицајка, а потоа со Насер Селмани. Своевремено кога ми се заканува, ваши сограѓани, нормално да се пожелиш во полиција и од полиција да очекуваш заштита. Апсолутно. Па јас тоа и на Насер Селмани во разговорите кои што ги имам, му сугерира веднаш да пријави во полиска станица, да пријави не само тој, сите кои што ги имаат закани. Знаете, ние не можеме да преку ноќ смениме една перцепција која што била во јавноста години наназад, заради тоа што таа недоверба која што имале према полицијата, најчесто луѓето викаат, абе зошто да пријавам сега, имаат заштита одредена во полициските кругови. Напротив, граѓаните мора да ги пријавуваат на станите. Меѓутоа, какви мерки превзедовте против лицето Бекир Асани? Сите мерки за да се чувствува Насер Селмани безбеден. Сите мерки кои што стојат на располагање на полицијата се превземени во даден момент и се работи понатаму и за сето тоа е известено и лицето кое што е пријавител, а јавното обвинителство работи во утврдување на сите други факти за покренување на. Вака сега, сакате да градите доверба кај граѓаните. А кога ќе ве прашам нешто конкретно, за да кажете како сте ги заштитили лицата, велите сите мерки се превземени. Како граѓаните да бидат уверени дека не треба ниту Насер да се плаши од заканите на Бекир Асани, ниту Јаначкова да се грижи ако утре задутре повторно дојде до неговиот автомобил и треба да му го крене пајакот, дека вербално ќе биде нападната. Велите нема физички напад. Не треба никој да се грижи за безбедноста и во ниту еден момент македонската полиција нема скриено настан, барем во овие период дека јас раководам со министерството, нема настан по кој што не постапувала, нема насока која што е дадена обвинителството да не е завршена. Тоа е работата на полицијата и ние мораме така да постапуваме. Ако имаме друга законска регулатива да постапуваме на поинаков начин, ние би постапували така. Меѓутоа сега е така и така се однесуваме. Важно е дека имаме добра соработка со основното јавно обвинителство, заедно соработуваме во настаните и ги решаваме случаите. Пауза за реклами, продолжуваме со интервјуто. Во следните 20 на минути ги поставуваме прашањата од гледачите поврзани со темите кои што ги говорев. Например, Адријана Василевска вели напад на полицајеца, напад и на државата. Во однос на нападот што го направил Бекир Асани, тој вели зошто доби прекршочна, таа вели зошто доби прекршочна, а не кривична пријава. Ја мислам дека појаснив, тој доби прекршочна пријава за омаловажување, меѓутоа се води постапка во јавното обвинителство во однос на утврдувањето на сите факти. Вели дали затоа што е жена или затоа што Бекир Асани бил десна рака на Ахмети? Не, ни едното ни другото апсолутно никој не ми е важен кој што е, дали бил десна или лева рака на било кој политичар, ако направи грешка ќе носи одговорност. Дамјан Јаневски во однос на овој контекст вели дали ако пријавам непрописно паркирано возило во собственост на високи партиски функционери ќе биде отстрането со пајак службата. Да, сигурно. Дали планирате конкретни чекори за да смета народот дека полицијата и сите се третираат исто? Жал ми е што не можам да ви покажам фотографиите. Граѓаните ми пратија фотографии. Како полиција се паркира непрописно. Значи, јас имав една таква ситуација на непрописно паркирање пред или во близина на Министерството за внатрешни работи на полициски службеници. Сите до едно возила беа соберени во еден ден и се уште секојдневно се водат такви акции. Проблемот е главен во бројот на полициски службеници кои што го имаме во главниот град. Не има впечаток, ние кога ќе паркираме веднаш пајак доаѓа. Кога ќе паркира министерот за правда пред министерството на тротоар, нема полициско возило. Не постапуваат за сите, секогаш кога ќе се добие таква една информација каде имаме непрописно паркирани возила, односно дали се тоа јавување во полиција или се јавување кај
градски паркинзи или паркинзи на општина Центар, ние постапуваме апсолутно неселективно. Има случаи кога не може да се со велосипед или деца со количка не можеме да ги однесеме затоа што има прописно паркирани возила. Сериозен проблем, не само во главниот град, таму е најизразен, меѓутоа и во другите градови во Република Македонија. Прво имаме сообраќајници улици кои што не ни се проектирани за толка број на возила, и второ имаме недостаток на паркинг места, и најмногу се имаме култура која што е на многу ниско ниво сообраќајна зборна. Зошто не постапувате во Тетово? Постапуваме секаде. Јас таму секогаш знам дека... Таму треба да има прво пајак, ако има пајак ќе постапуваме и таму. Постапуваме секаде во секој град во Република Македонија без исклучок, каде е и во кој дел од државата, заради тоа што со тие ресурси со кои што располагаме ние постапуваме. Граѓаните се жалат и на сообраќајниот хаос во Куманово. Значи Тетово, Куманово, Скопје, Чаир, сите места. Секаде има, затоа ви кажам, секаде има или има недостаток на паркинг места, постои сигурно голема ниво или степен на сообраќајна некултура, ниска сообраќајна свест, меѓутоа се постапува во Куманово, веќе се воведени позорни служби, многу често има, знаете, таа линија е многу тенка и јас и овде го правиме тоа и во Скопје. Ке има реакции дека немаме доволно екипи на партизанска летови и така натаму. Во еден момент правиме планови, взимаме полициски службеници од други единици по 10, по 12 патроли на едно место. Веднаш следи реакцијата, сега многу полиција има, зошто е тоа така? Значи, многу тенка линија помеѓу постапувањето, најважно од се е да имаме човечки ресурси. Ние сме сериозно оштетени со човечки ресурси пред се во Скопје. Имаме 1/3 од потребните полицајци кои што треба да ги има во Скопје за да можеме да функционираме нормално. Во однос на прашање кои што се однесуваат и на други теми, кога ќе почне да се вработуваат дипломираните криминалисти на јавни транспарентни конкурси, затоа што повторно има коментари дека се работи за партизација на МВР, сите началници се поставени партиски, дека не се разликуваат од ВМРО ДПМН во однос на поставеноста на хиерархијата во МВР и дека не можат квалитетните кадри кои што имаат дипломи, па и за вработување да го направат. Видете, тоа се паушални оценки, морам да кажам на почеток, заради тоа што ниту еден началник што е поставен на сектор за внатрешни работи во Министерството за внатрешни работи не е началник кој што е донесен од улица, не е началник кој што не ги исполнува критериумите. А е началник партиски близок или не е началник партиски? Не се поставени по партиски клуч. Професионални кадри кои што работеле внатре, пред се дипломирани криминалисти со магистарски титули, дури и докторски титули науки, кои што сме ги вклопиле, кои што биле маргинализирани во целиот овој период. Има луѓе кои што апсолутно немаат врска со ниту една политичка партија. Најважно е да бидат професионални и да работат во рамките на своите властувања. Вика, дали има некакви критериуми за примање Виктори Веб, имаат и вакви псевдоними? Да. Дали имате критериуми за примање на нови полициски службеници, затоа што лично знае десетина случаи каде се примени деликвенти, неписмени луѓе со купени дипломи од средна школа, закупените дипломи и фалс дипломите имаме уште неколку прашања. Во однос на дипломираните криминалисти, јас најавив и во јавност тоа го кажав, навистина Министерство за внатрешни работи мора да превземе чекор и јас веќе подготвувам за да можеме да објавиме оглас за одреден број на дипломирани криминалисти кои што треба да ги внесеме во Министерство за внатрешни работи. Ако ги погледнате сега примањата во Управата за безбедност и контраузнавање, во Бирото за јавна безбедност и така натаму, кои што биле претходно, можете да заклучите дека имате од дипломирани стоматолози, педагошка академија, туризам и угостителство, факултет за физичка култура и така натаму. Не дека овие факултети некој сака да ги потценува, меѓутоа овде ни треба дипломирани криминалисти, правници, економисти кои што ќе застанат на вистинските места. Јас подготвувам и многу скоро ќе имаме отворен јавен оглас во однос на дипломирани криминалисти и тоа е праќање порака до сите тие млади луѓе кои што се школуваат за оваа област дека ние навистина подаваме рака. Немате тефтерче кој треба да биде примен, кој не? Не, апсолутно сакам да ги примеме најквалитетните луѓе кои што можат да се вложат во државата. Има ли нешто подобро да ги искористите тие млади луѓе кои што се образувале? А што правите со дипломите кои се фалсификувани или кои што искористиле начин да бидат вметнати во системот и да дадат допринос за својата држава? Што со фалсификуваните дипломи? Во однос на фалсификуваните дипломи, јас и порано сум информирал, ние покренавме 18 кривични пријави и 18 вработени во Министерство за внатрешни работи
им е прекинат работниот однос заради тоа што имале фалсификувани дипломи. Инаку, вие знаете дека изминатите 11 години во конкурсите кои што беа за полиција, ни најмал ниво на критериум не беше запазено заради тоа што доаѓаа луѓето од тефтерчиња. Ние денеска имаме селекција која што трае неколку месеци во однос на приемот на нови кандидати за полицајци кои што треба да бидат. Тој оглас е веќе завршен и е при крај, треба да се проверат безбедносно, да имаме здравствени прегледи и најдобрите кандидати кои што ќе бидат на овие проверки, тие ќе бидат и дел од македонската Тврд Орев полиција. прашува дали МВР има внатрешна контрола и дали ги казнува корумпираните полицајци. Кај нас во Неготино инспекторите во полиција имаат приватни бизниси со автошколи, незаконска сеча на дрва, камиони во меѓународен транспорт и слично. И факт е, сме правели и приказни, мислам стори истражувачки дека тие се поврзани со нелегална сеча на шума, дека се тука влезени и некои специјални припадници на специјални единици некогаш, дека имаат на вистина приватни со автошколи, дека ја злоупотребуваат својата функција. Ние, значи, сосема на место е прашањето, заради тоа што кога констатирав и на почетокот на мојот мандат дека треба да правиме покрај другите работи и декриминализација во Министерство за внатрешни работи, е сосема јасно дека не се случуваат едни вакви работи. Од втора гледна точка, ако погледнете, големата желба на поединци да бидат дел од Министерство за внатрешни работи, токму заради вакви причини укажува дека се случуваат одредени работи во Министерство за внатрешни работи. Внатрешната контрола, оддел за внатрешна контрола и професионални стандарди, навистина сега го јакнеме тој капацитет. Кога ќе излезете со конкретен податок? Имаме толку корумпирани полицајци во таа област, фатени се тие и тие заради нелегална сеча на шума. Имаме ние, значи, правиме и месечен извештај и тие извештаи можеме да ги доставиме до јавноста да видиме колку е зголемен обемот на работа на внатрешната контрола. И тој е механизам кој што мора да биде сериозно зајакнат за да се спречува корупцијата. Преземаме и неколку мерки кои што сметаме дека концептуално треба да ги примениме во делот на кревањето на авторитетот, би рекол, на кредибилитетот на полициските службеници. И тука разгледуваме две опции. Едната е користење пред се на искуства кои што функционираат во земите со кои што се работуваме, пред се за корупцијата внатре во полицијата се создаваат механизми кои што ќе треба да донесат и до измена на одредено законско решение, меѓутоа и воведувањето сега на надвремешниот механизам на контрола е исклучително важен. Тој што го воспоставивме, ги донесуваме законските решенија, од сега ќе имаме и надворешен механизам на контрола на полицијата и на тој начин интегритетот мора да расте и на службата и на полициските службеници. Траплуштер, не знам точно како му е Твитер профилот, малце потежок, секој втор ден е ограбена банка, бензинска пумпа, аптека, обложувалница. Што ќе превземете? Значи, ние во примерите ми умре што ги кажа, еве да тргнеме од банките. Беа ограбени сефови во банка една. Да. Имаше голем градеж на друга банка. Имавме граѓаните мислат дека во банка им се сигурни парите, таму ги ограбија сефовите. Повеќе разбойништва, имаме и грабежи од банки. Вие знаете за грабежот што беше во Тутунска банка, имавме грабеж во Комерцијална банка, сите тие случаи се работени, веќе се процесуирани во делот на Тутунска банка, се откриени сторителите, одредени мерки, се работи на случајот за Шпаркасе банка, имавме разбойништва во серија кои што исто така ги откривме и расветливме за Шпаркасе банка. Еве и примерот ми што го покажа беше дека човекот мораше да се самоодбрани на некој начин од разбойниците и даде пример веќе ако полицијата не може да делува, ние ќе делуваме. Знаете, многу грабежи се случија во исто време. Многу рекетирања се случија и запалени автомобили во исто време. И се доби впечаток дека граѓаните не може да се чувствуваат безбедно заради тоа што премногу работи се случија во рок од 2-3 месеци одеднаш. Јас апсолутно не се согласувам дека полицијата не реагира. Полицијата реагира на сите овие настани. Голем број од разбойништвата се расветнили, не се случува да имаме разбойништва, да речеме, на граѓани кои што се случува на Партизанска пред се од малолетни лица, меѓутоа во серија расветлуваме поголем број на настани кои што ни се случуваат, разбойништва, грабежи и така натаму. Тоа се немили настани кои што се случуваат секојдневно. Видете, ние работиме секојдневно. Например, имавме емисија во која што деца на автобуска станица под железничката станица беа напаѓани со нож. И каде што тоа се случуваше многу пати и дека не беше ништо практично превземено за тоа да запре.
Не, се е преземено, значи вие тврдите дека ништо не е превземено, за секој случај јас ви тврдам. Ако се повторува, тогаш имаме впечаток дека не е превземено, ако се повторува. Не е точно тоа, значи ние се такви настани повторува. кои што се случуваат како криминални дејанија се повторуваат секојдневно. Па вие гледате колку дрога во моментот се фатени во Република Македонија. Ама тоа не значи дека ако денеска фатиме една група која што има трговија со дрога, дека утре нема да се појави некоја нова група. Или денес како фатиме група на криумчари на мигранти, дека денеска или за 2 дена тоа нема да се случува. Тоа е Министерството за внатрешни работи е жив организам, кој што секој ден се случуваат одредени настани, работата на полицијата е да постапува, да работи по тие настани и да ги открива сторите. Го решивте ли убиството на Мартин Јанушев? Да, решено е, расветлено е убиството. И каде е Ние го убиецот знаеме, ако е решено? Убиецот е во бегство, се добиваат сите информации, се анализираат како да дојдеме до него, меѓутоа убиството е расветлено. И како е расветлено го нема убиецот? А кој е убиецот? Нерасветлено убиството, ако вие не знаете кој е убиство, кој е убиецот, кој го сторил тоа, ние овде имаме расчистено. Кој го сторил, меѓутоа тоа е во бегство и затоа се превземаат мерки за негово наоѓање. Меѓутоа тоа убиство е расветлено. И зошто полицијата дозволи да избега убиецот? Не дозволи полицијата апсолутно да избега убиецот, туку тоа се случи по настанот. Сите мерки кои што беа предвидени со процедурите се превземени во соодветен момент и се трага по лицето кое што изврши. Дали беше по нарачко убиството и дали и други лица трагате по нив да бидат уапсени во врска со ова убиство? Тоа се анализира во рамките на истрагата, јас повеќе информации во тој дел не можам да дадам. Се доби впечаток дека убиството предизвика исто така несигурност. Тоа не беше мала работа да некој пред својата куќа биде убиен, убиецот да избега, потоа се прошират информации дека се работи за организирано убиство во кој се вмешани некои безбедносни агенции кои што беа отварени во време кога стапи на власт и СДСМ, па ги поврзуваат директно или индиректно и слично. Видете, секое кривично дело што се случува на територија на Македонија предизвикува нелагодност, несигурност кај граѓаните и во тој дел апсолутно сметам дека и покрај нели објавувањето транспарентноста која што имаме се појавуваат повеќе настани. Јас можам да тврдам одговорно дека нашата цел за таа транспарентност ја остваруваме и ќе ја остваруваме понатаму без разлика што во јавноста се создава перцепција, значи кога имате достапна информација лесно за она што ни се случува, дека се случуваат многу настани. Меѓутоа тоа е добро. Да ги имаме информациите во јавноста, полицијата да постапува, да немаме настани кои што ги искриеме, да немаме настани кои што нема да бидат запишани во билтен, да немаме настани за кои што некој ќе се јави и ќе бара да тие бидат трнати на страна. Такво постапување во моментот нема. Рубин Јовановски прашува дали МВР планира да ја реформира единицата Алфи, да ги избрка сите кои имаат криминално досие и зошто тоа нема да се случи? Ние сме започнале веќе со одредени реформи во сите единици, најакнењето на нивните капацитети. Тоа го правиме веќе преку еден проект и во единицата Алфа, меѓутоа и подготвуваме, анализираме сега во моментот, подготвуваме ново законско решение што би направило еден своевиден ветинг на секој еден вработен во Министерството за внатрешни работи, во кој што ќе се испита неговото минато, неговото постапување во служба, неговата имотна состојба и така натаму, и на тој начин да се утврдат сите оние кои што не се достојни да бидат дел од македонската полиција. Тони Павлов прашува има ли утврдено семени врски, непотизам и партиски кадри на ДОИ при вработување и поставување на високи места во МВР? Во Министерството за внатрешни работи ние ги анализиравме сите огласи кои што биле претходно од аспект на безбедност, од аспект на стручна подготовка која што ја имаме и навистина постои еден сегмент на вработување на лица кои што имаат вработени претходно родителите работеле, па после работат нивните деца. Меѓутоа треба да се дефинира што е тоа непотизам. Јас сметам дека непотизмот во вработувањата е пред се ако вработите нестручен, некомпетентен кадар кој што е во рамките на било која од министерствата или во државната управа и за тоа некој ќе помогне ако се наоѓа на одредена позиција и така натаму. Во тој дел сметам дека нема такви случаи. Значи ке вас сите сестри, браќа, жени, супруги се компетентни. Сите кои што биле примени, тоа е одлика, верувате, тоа е одлика која што е направена во изминатиот период. И ако гледате Мијалков, неговото обкружување, ако гледате Чавков, неговото обкружување, ако гледате директорите, биле вработувани, исполнуваат услови по систематизација, по критериуми кои што биле, врз основа на постапките кои што се водени,
тука веќе се поставува прашањето на моралност и етичност. Дали вие како одреден функционер Тука беше конкретно прашувањето за Дуи. Значи велите дека Дуи не вработувало и не поставувало на високи места со непотизам. Јас кажувам дека сите тие случаи се анализираат, немаме утврдено случај кој што бил поставен само заради тоа што бил близок или во роднински врски. Колку пријави се поднесени за употреба на калашникови од страна на Дуи при прославата на победата во Чаир општинските избори 2017? Поднесени се пријави и за настаните за локалните избори кои што беа во Чаир, поднесени се пријави и за настаните во Бутел, кој што се случи, знаете, со сликање со оружје и тоа пред штабот на Социјалдемократскиот сојуз, и за тоа обвинителството презема мерки, се извршени соодветни претреси и се водат постапки. Имаме прашања од синдикатот на полицијата, независниот, тие се однесуваат највише на опремене оно што ги интересира полицајците, две се да ги чуеме едно по едно. Господине министер, во моментов имаме колективен договор кој од 30.4.2015 некомпатибилен, некоректен и несоодветен на вистинската реална состојба во полицијата. Разговараме подолго време, Уставниот суд се произнесе по основ на колективниот договор, имаме насоки истиот да се применува согласно Законот за работни односи. Дали, прашањето е, и кога овој колективен договор ќе го ставиме ад акта во Министерството за внатрешни работи и конечно покрај граѓаните и вработените ќе го чувствуваат се она што го работи независниот синдикат. Повелете со одговорот конкретно и директно. Конкретно и директно, благодарам прво на прашањето од синдикатот. Во однос на независниот полициски синдикат, што имам јас направено како министер за внатрешни работи, е тоа што овозможувам да работат и да си ја добиваат чланарината, што изминатите години го немале како право и можат да работат во рамките, заради тоа што сметаме, ќе одговорам на сите прашања. Затоа што сметаме дека партнерството со синдикатите е исклучително важно на водството. Во однос на колективниот договор, тој е договор кој што во многу скоро време треба да истече, значи ние ќе преговараме за нов колективен договор и со самото тоа истекување тој станува ад акта договор во кој што нормално е дека сите заинтересирани страни ќе разговараме со секој, ќе ги вклучиме, се со цел да имаме колективен договор кој ќе ги гарантира правата на вработените од една страна, а второ, целиот овој период во овие изминати 8 месеци, меѓутоа и ова година е посветена на обезбедување на услови за работа на полицајците. 11 години немање на униформа, 11 години нема на чижми. Токму тоа е следното прашање, јави да го видиме од синдикатот. Господине министер, разговаравте со синдикатите во Министерството за внатрешни работи во делот на буџетските средства што го следуваат Министерството за внатрешни работи. Беше прашањето дали да се потрошат парите за набавка на униформа и опрема или истите да бидат насочени за зголемување на паричниот износ за вработените во полицијата. Ниту имаме зголемување на плати, а паднаа сите тендери во Министерството за внатрешни работи за набавка на униформа. Што понатака? Значи, јас разговарам и постојано, и секогаш кога ќе чувствувам потреба дека треба да разговараме со синдикатите, разговараме постојано и со независниот и со македонскиот полициски синдикат. Тие имаат исти барања. Ако денеска стварите средба со македонскиот полициски синдикат, утре барањето со независниот, за да ги постават истите барања, јас ги разбирам, тоа е битка за вработените, тоа е плурализам. Тоа е плурализам во действувањето, јас од мене имаат целосна поддршка. Имаме изминат период, тоа го кажав, од 11 години во кој што нема набавено никаква опрема. Дали вие кога ќе набавите, оставите ги 11 години, вие сте сега тој што треба. Јас сум, меѓутоа сакам да ги знаете со спорните и вие и граѓаните на Република Македонија. Господинот прашува кога ќе се извршат тендерите, кога ќе се набави опрема. Ако ми дозволите, ќе одговорам до сега на прашањето. Значи, ако имате 11 години ненабавени опрема, униформи, чизми и така натаму, се отвори прашањето пред нас дали и кога и што можеме да направиме во однос на набавката на униформи. Сакам да знаете дека се набавени чизми за сите полицајци во Министерството за внатрешни работи, дека се набавени комплетна опрема за оделот за обезбедување на имот и на лица. Во моментот течат тендерите за набавка, дел од нив се завршени, за набавка на униформи на специјалните единици на македонската полиција за 7000 парчиња,
набавивме дрегери заради тоа што Министерство за внатрешни работи беше до тој момент срушен системот што имаше само 7 дрегери за алкотестирање во цело министерство. Набавивме нови кои што за ден-два ќе бидат во Министерство за внатрешни работи. Оспособивме 80 радари кои што беа оставени во магацините непоправени, поправени, баждирани. Купивме нови 30 радари кои што исто така ги очекуваме до новите да бидат пристигнати. Сето тоа и реконструиравме или опремивме околу 7 објекти во македонската полиција за подобрување на условите за Следните прашања се од работа. невладиниот сектор се однесуваат на измените на законот за со прислушкувањето, па еве да ги видиме. Министерството за внатрешни работи за наредниот период најави реформа на управата за безбедност и контраразузнавање. И би било интересно за јавноста да се чуе како е предвидено вклучување на засегнатите страни во таквата реформа, вклучително и на граѓанските организации кои што работат во сфера на безбедноста, заштита на човековите права и приватноста на граѓаните. Како Министерството планира нивно вклучување во ваквите реформи, односно дали тие би биле членови на работната група која што би работела на предлог законскиот текст, со цел да се избегнат некои недоразбирања кои што беа поврзани со случаите кога се работеше на измена на законите поврзани со следење на комуникациите. Да, ова е една од клучните реформи кои што ние ја водиме, а тоа е реформа во системот на следење на комуникации и следниот дел ќе биде реформа на безбедносните служби. Во делот на системот на следење на комуникации ние имавме и транспарентност и инклузивност на овој процес. Беа вклучени и невладиниот сектор, и научната и стручната јавност, и имавме парламентарна дебата во собранието, дебати на Факултетот за безбедност, разговори со дипломатскиот кор во Република Македонија. При тоа вклучивме експерти од Европската унија кои што ни помагаат цело време во составувањето на законските текстови. Овие закони одат во редовна постапка, одеа на ЕНЕР, сите забелешки кои што беа од засегнатите страни, тие што може да бидат имплементирани се имплементирани и поставени, и сметам дека имаме еден солиден закон кој што воспоставува нов систем на следењето на комуникации, систем кој што во најмала мера не може да биде злоупотребен, но систем кој што ќе ги штити човековите права. Вториот сегмент е реформата на безбедносните служби, кој што ја започнуваме сега, кој што ќе се анализираат неколку модели во однос на тоа каква ќе биде поставеноста на управата за безбедност и контраразузнавање, агенцијата за разузнавање. Нашата цел е исто така да бидеме инклузивни, транспарентни, да разговараме со сите засегнати страни, да ги вклучиме и невладините организации, да разговараме околу моделите. На крајот ќе донесеме одлука врз основа на таа дебата која што имаме Министерството, односно Има владата. уште едно прашање затоа што немаме многу време. Да го видиме. Предлог законите за измена на системот за следење на комуникациите се во собраниска процедура. Меѓутоа во моментот не се постапа по нивоста, не се води дискусија од причина што опозицијата не учествува во работата поврзана со овие точки. Од тука се поставува прашање во овој меѓупериод додека не се воведат новите контролни надзорни механизми предвидени со законските измени, дали Министерството за внатрешни работи планира да воведе некакви нови мерки кои што во меѓувреме ќе обезбедат поголема сигурност за јавноста дека се постапува законски во оваа сфера и дека сите оние граѓански организации кои што работат на заштита на човековите права може да извршат надзор над органите кои што се овластени за следење на комуникациите. Значи, законите, како што и констатиравме, тие се наоѓаат во собраниска процедура. Меѓутоа, во меѓувреме прашува Александар. Токму за прашањето во меѓувреме, значи ние веднаш после 1 јуни кога го преземавме Министерството за внатрешни работи, направивме низа механизми кои што ќе значат заштита на системот на следењето на комуникации. Имаме посебен офицер за безбедност кој што подготвува неделни и месечни извештаи и до сега тие сите се подготвени во делот на примената на посебните истражни мерки, добивањето на наредбите, времетраењето и така натаму. Сите други уреди кои што беа во Министерство за внатрешни работи, кои што не се регулирани во закон, а зборувам популарно жолто комби и така натаму, за дел од нив се водат и дури и постапки, се физички запечатени и поставени во посебна просторија за да не може да бидат злоупотребени.
Ние во овој момент имаме можност врз основа на закон да има надзор од страна на комисиите кои што се во собранието. До нив апсолутно стоиме на располагање во секој момент да се изврши контрола, при тоа и овозможуваме да имаат и експерт кој што ќе може да им помогне во делот на таа контрола која што ќе Значи ви благодарам многу за гостувањето. Има многу прашања кои останаа неодговорени. Ќе се обидам да ги доставам до вашите служби бидејќи се од граѓаните. Многу голем прашање се однесуваат и од темата на сообраќајот, протести, политичко насилство и политика. Им се извинувам на гледачите што навистина не бев во можностите да ги поставам. Туку имаше и закратење на плати на полицајци, зошто се преиспитуваат бенефицираните стажеви и слично. Значи сето ова ќе биде доставено до вашата прес-служба и се надевам на писмен одговор кој што ние ќе го објавиме на топ тема на ваша страна. Сите прашања стојам на располагање да ги одговориме. Политичко насилство и било кое друго насилство нема да се толерира, затоа се постапува. Ние и во СВР Скопје денеска имаме приведено 4 лица во однос на насилството, во СВР Велес, во Куманово и така натаму. Сакам да упатам јасна порака дека протест да, меѓутоа насилство врз било кого не. Благодарам за гостувањето. Останете со програмите на телевизија Телма.